овој вторник разговараме на тема образование. Најпрво ќе ги представам нашите денешни гости, а потоа ќе го споменеме и поводот за нивното гостување. Во нашето студио ово утро си господјата Слаѓана Настава, психолог при Општинското основно училиште Благој Кирков во Велес, и Весна Баркова, наставник во истото училиште. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Вака, пред одреден период група наставници и професори, односно минатата година, аплицираа на проект со проект на повикот кој што беше објавен од страна на АЦЕС или Академија на средноевропски училишта. Можеме ли да ги запознаеме гледачите за каков проект конкретно станува збор и како дојдовте до идеја да се пријавите за учество на истиот? Значи, АЦЕС, Академија на средноевропски училишта, има основна цел да ги зближи и унапреди младите луѓе, за да се создаде една мрежа на заемна соработка за диалог, за знаење и иновации. Значи, оваа АЦЕС Академија се темели на Ерсте фондацијата од првата австриската штедилница. Оваа фондација, значи, се базира на Ерсте групацијата. АЦЕС Академијата е формирана, значи, во 2006 година и во 2006 година, како при што ги опфаќа, значи, проекти за меѓугранична соработка на ученици за култура, за образование и за општество. Како идеја за да учествуваме на овој проект, значи во минатата година добивме допис, имејл од Општина Велес, на кој што имавме право да учествуваме сите училишта, основни и средни училишта, а целна група беа учениците од 12 до 17 години, значи ученици од основно училиште и прва и втора година од средно училиште. Идејата беше солидарност, беше доста примамлива и интересна содржина. Тоа беше темата на која што темата на аплицирате, која, затоа што секоја година Академијата објавува различни теми на кои што имаат право да учествуваат училишта од Централна и Југоисточна Европа. Дали имаше одредени критериуми кои што требаше да бидат исполнети за да можете да учествувате на повикот? Па, за да учествуваме на повикот имаше критериуми точно, значи, како прво целна група беа учениците од 12 до 17 години, а втора работа беше, значи, требаше да најдеме партнер училиште од 15 земји кои што се учеснички на оваа академија. Од кога ги најдеме, значи, партнер училиштата, тогаш правиме наш проект во училиштето и секој од земјите од партнер училиштата требаше да направи по еден проект и сите проекти, нашиот и нивниот проект, едно училиште беше задолжено да аплицира со еден заеднички проект. Посебна жири комисија, значи меѓународна комисија, ги оценува овие проекти и одлучува дали ќе бидат одобрени. Дали ќе бидеме вклучени или не во оваа Со кои училишта, од кои земји соработувавте вие? Значи, ние на интернет, на веб страната на АЦЕС моравме да најдеме училишта. Значи, не беше баш лесно да ги најдеме училиштата, затоа што секој од училиштата дали на некој начин си ги најдоа свој партнер училишта. Како партнер училишта, првично, значи, ни беше училиште од Хрватска, од Велика, а покасно се приклучи и училиште од Романија, значи од Кеселари местото. Колку време ви беше потребно вам и на учениците да се подготвите? Вака, како што кажа Слаѓана претходно, значи, секој училиште требаше да даде предлог активности за самата тема, значи солидарност. Примамлива тема, како што кажа Слаѓана, и интересна беше и за самите ученици и за нас како наставници, значи тимот од наставници. Околу непол месец, значи сите три училишта дававме предлог активности и потоа беа доставени до координаторот на проектот. Одлучивме тоа да биде училиштето од Хрватска
Го склопивме проектот, беше доста интересен со примамливи активности. Насловот на проектот одлучивме да биде Happy Hearts Never Get Old или Срекните срца никогаш не стареат. Аплициравме и за наша голема радост, значи 3 училишта го добивме проектот, некаде известувањето беше во почетокот на јули и сите активности потоа следува со почетокот на самиот проект, значи од септември во 2015 година и траат се до средината на мај оваа година. Така. Сега дали може да ги објасниме подетелно активностите во рамки на овој проект, бидејќи се спроведуваат од септември до мај, односно цела учебна година. Да споменеме најпрво за оние кои што се реализираа во изминатиот период, па потоа за оние кои што следуваат. Па вака, првично, значи почетокот на стартот на проектот беше во Сараево, каде што организирано на еден наставник заедно со еден ученик, каде што првично и веќе се запознавме со партнер училиштата. Првата активност не беше оној меѓукултурен мост помеѓу Македонија, Хрватска и Романија, каде што требаше секој училиште да изготви своја презентација, прво за својата држава, за градот и за училиштето. Меѓусебно ги разменивме тие презентации, имавме линковска врска, значи да се видиме. И меѓусебното запознавање всушност не беше тоа првично, каде што едни со други се запознавме и воедно ги разменивме, нели, ги дознавме нашите различни културни идентитети. Потоа следната активност во септември, крајот на септември, ни беше свет без предрасуди. Значи, кај учениците да се развие свеста за толеранција, мир, што е тоа меѓукултурна соработка, дружење, да знаат децата дека иако сме различни, сепак сме исти, дека треба да ги почитуваме, нели, своите разлики и сличности во културите и пред се да бидеме, нели, хумани, солидарни и така. Тоа се изведе преку изготвување на презентација и повторно таа презентација имаме посебна страна, значи на Facebook за самиот проект, каде што ги презентираме сите активности. Во октомври повторно имавме 2 активности, доста интересни за тоа што е солидарност. Првично пред учениците, значи во сите 3 училишта, беше презентиран филмот Сказна за една идеја. Или всушност некаде може да се најде под името Битката кај Слоферино, каде што се поставени и темелите зашто луѓето треба да бидеме хумани и да помагаме онаму каде што е потребна, најпотребна таа помош. Важноста, значи, е таа од самиот филм. Учениците нормално знаат што е хумано, знаат што е солидарност. Не е првично ова да го работиме во училиште. И врз основа на таа сказна требаше да направа краток филм, некаде од 5 до 6 минути, каде што ќе изложи својата визија за тоа што е солидарност, значењето на солидарноста и истата како да имплементираат во средината во која што живеат. Доста интересно е што во ноември и во декември предвидено ни беше да организираме хуманитарни акции. Во ноември наставниците, значи од нашето училиште и сите ученици, имавме хуманитарна акција за донирање на облека, играчки и обувки. Истите беа потоа доделени, за голема радост собравме многу, и истите беа доделени на семејства кои се социјално загрозени. А додека во декември, исто повторно со собирање на парични средства, купивме новогодишни пакетчиња и ги доделевме на околу 10 ученици од нашето училиште. Првата средба која што организиравме ни беше во Хрватска, значи првата мобилност. Престојувавме таму од 25 до 29 јануари. Навистина поминавме едно прекрасно време, дружење. Децата беа сместени кај деца, што и целта на самиот проект, значи размена на учениците. Беа пресрекни, навистина дури не сака да се вратат назад. Исто така бевме
многу убаво прифатени од колегите од училиштето од Хрватска и од Романија исто. Беа и они присутни на таа мобилност. Посетивме доста интересни места, посебно националниот парк Папук, што се наоѓа во близина на Велика. Еден ден бевме во разгледувањето на знаменитостите во Пожега, а доста интересно е што еден ден бевме во Загреб и присуствувавме на годишен настан Гордоста на Хрватска. Тоа е настан организиран од самата држава, каде што се доделуваат награди на најхуманите луѓе кои во периодот од една година направиле доста храбри и хумани дела. Присуствувавме тогаш на генералната проба на таа асоциација која што е емисија што ја организираат. Навистина бевме трогнати од тоа дека сепак и покрај се она што се случува има многу и многу хумани и добри луѓе кои со широко срце, отворено срце, топло се спремни да помогнат. Се спремни да помогнат онаму каде што е најпотребно. Исто така бевме гости на една хуманитарна организација Црвени носеви, кај нас во Македонија ја нема, но ја има во повеќе земји во Европа. Тоа е организација од луѓе кои што всушност се преправаат во кловнови и во зависност од кој временски период, која сезона, така и се преправени, имаат најразлични имиња како Снешко, Ливада и така натаму. И ги посетуваат болниците во Хрватска, значи широм државата, и барем за миг ги прават среќни оние деца кои се тешко болни. Значи да ги оттргнат од она секојдневие и се она што им се случува. Навистина беа интересни, нас возрастните не беа, а не на децата. Беше навистина преубаво, но траеше се што е убаво, нели трае кратко и моравме да се вратиме назад, полни со импресии. Во февруари повторно имавме активност. Таа активност не беше во изработка на флаери, постери и честитки на тема "Среќните срца никогаш не стареат". Учениците беа доста креативни и потоа тие честитки ги продававме на граѓаните и средствата добиени од тоа решивме за следната активност да ги искористиме, која се случи во март, еден поинаков март, каде што тие средства повторно ги дадовме онаму каде што беа потребни. Во април, значи оваа недела, ќе го препуштам сега и на Сладјана. Така, тоа сакав да се случува мобилноста во Македонија. Вчера ни пристигнаа гостите од Хрватска, но не должам јас да ја препуштам на Сладјана. Да. Тие ќе бидат тука, чином, до крајот на оваа работна недела. Може ли да ни кажете што е агендата, што конкретно ќе се случува? Значи, вчера дојдоа гостите од Хрватска, са Бајлево ќе пристигнат гостите од Романија. Агендата, значи како прво са Бајлево, значи ова утро треба да им приредиме приредба, значи на таа приредба ќе има музика од Романија и од Хрватска, наши креации од нашите ученици, мала приредба, потоа во 11 часот ќе гостуваме кај градоначалникот, значи ќе бидеме негови гости, негде ќе имаме прием околу 1 час. Во 12 часот имаме посета на културно-историските споменици во Велес, ќе посетиме куќата на Кочо Рацин, куќата на Касапови. И после тоа ќе ги однесеме гостите во црквата Свети Пантелеймон, за тоа што има посебна местоположба, за да можат да видат дел од стариот град на Велес. Попладне има активности, спортски активности, значи сите заедно со сите ученици од сите три држави. Утре, значи во среда, сите ученици, наставници и наши ученици, значи ќе одиме во Крушево, ќе посетиме спомен куќата на Тоше Проевски, гробот ќе го посетиме, ќе ги прошетаме низ Крушево. Интересно место, нели,
се запознаат. да се запознаат со Има што да Крушево, се- со историјата на Крушево. Таму ќе ручаме, попладне ќе ги прошетаме во Прилеп, градот Херој и ќе се враќаме назад. Во четврток одиме за Скопје, ќе ја посетиме спомен куќата на мајка Тереза. Ќе ги прошетаме низ центарот да ги видат знаменитостите во Скопје. Попладне имаме работилници со учениците каде што ќе изработат своји креации. Креации кои што ќе понесат една порака за хуманоста која ќе биде значајна, значи за секое дете, тука ќе бидат вклучени и наставниците и завршно, значи завршна приредба каде што ќе имаме една мала забава со учениците, нашите ученици, со нивните наставниците и ќе гледаме да опфатиме поголем број на наши ученици. Пред да го споминеме завршниот дел, само да не заборавиме да споминеме на колку училишта од земјава им беше одобрен проектот. Значи, од нашата република имаше аплицирано 52 училишта, значи да најдат партнер да го направат проектот, меѓутоа добивме само 8 училишта од Македонија, а од Велес само нашето училиште Благој Ќирков. Значи, во целата ова академија до сега, значи имаат учествувано околу 25.000 ученици и околу 3.500 ученици, значи тоа е голема бројка, многу држави, 15 држави од бивша Југославија, да не речем, Бугарија, Романија, Словачка, Албанија. И целта е, значи, да се запознаат, да дружат, да има меѓукултурен диалог помеѓу младите, да учат, да другаруваат, да соработуваат. И така ете ни беше, значи, задоволство што е нашето училиште е дел од овој проект. И секако дека е во соработка со Министерството за образование од нашата република и имаме голема поддршка, да не забораваме, и од општина Велес. Завршниот дел на проектот е во месец мај. Што е предвидено за долеш? Да. Да се надоврзам, значи во мај, средината на мај веќе завршува. Дали самиот активностите уствари завршуваат. Ни е предвидена исто последната активност, каде што во соработка со Гранокот на Црвениот крст на град Велес треба да организираме хуманитарна акција и посета на стари лица во руралните средини. Сепак тоа сакаме да го направиме со цел да им покажеме и да докажеме дека не се заборавени, дека не нормално сите ќе остареме. И барем едно дружење со нив, ги слушаме нивните приказни, мислам децата исто го сакаат тоа. Сега околу завршниот дел на проектот предвидена е повторна средба како и почетокот на проектот што беше. Тоа ќе се случува во Братислава во периодот од 31 мај до 3 јуни. Повторно оди еден наставник и еден ученик. Секој училиште сега, така и се договоривме со координаторот, барем и ние да помогнеме, да направиме презентација, а потоа сите тие 3 презентации да се склопат во една. Еден ученик ќе врши презентирање на проектот, значи сите активности нормално, нели, потврдени, документирани со фотографии и кратки видеа. Се надевам дека ќе си поминат убаво и повторно се надеваме дека наредната година не се откажуваме, ќе аплицираме повторно. Веќе имаме партнер училишта и ја чекаме темата. Тоа сакам да ве прашам дали во иднина ќе продолжите да аплицирате. Да, веќе разговаравме дека би сакале повторно едно училиште, да, другите не се изјаснети се уште. Од Романија веќе од Хрватска кажаа дека сакаме да видиме размислувате за да бидеме партнер училиште повторно со вас. Сега кои се придобивките? Спомна и Сладјана дека придобивките се пред се главната цел оној меѓукултурен диалог. Почитување потоа на моралните вредности кои за жал се малку
Прелени настрана, заборавени. Дружењето, забавата, помеѓу децата, они беа пресреќни, навистина. И преокупирани цела недела како што ќе прават, каме тоа е на вас, значи дружбата ќе имате вие после тоа. Да се развива чувството да се помогне на оному на оној што му е најпотребно и дека сето тоа кај самите ученици, кај самите луѓе, уствари, еден ден ќе пораснат, ќе бидат возрастни, да им се докаже дека треба да бидат хумани, несебични и последното парче да го поделат со оној кој што му е потребно. Бидејќи големината и на еден човек е во помагањето едни на други. Кои се придобивките кои што директно вашето училиште ги чувствува од реализирањето на активностите од овој проект? Пред се, кажавме, другарувањето, запознавањето едни со други. Со Хрватска имаме, нели, некога живеевме заедно во една држава. Се познаваме, но ова се веќе нови генерации. Деца кои што сосема не имаат некои кратки, мали познавања од тоа. Придобивките пред се размената на децата, создавањето на нивните нови пријателства, кои се надеваме дека, нели, ќе продолжат и понатаму. Потоа оние културни запознавање на културниот идентитет, начинот на обележувањето на празници, традиција, обичаи кои ги имаме, храната која нели ја конзумираме, традиционалните јадења. И пред се кои други придобивки Значи можно е да се оствари друга соработка. Соработка секако. Да ја поттикнеме солидарноста кај учениците. Не само на професионален. Да, сите активности се темелат на хуманитарна основа. Да, на основа, значи затоа што генерално темата на овој овој годинишен проект е солидарност. Јас ви благодарам многу на гостувањето, па се надавам дека крајот на мај, почетокот на јуни ќе имаме можност повторно да разговараме и да ги сумираме сите оние активности, завршниот дел на проектот. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодариме и вас и се надеваме дека дел од оваа емисија ќе биде во завршниот проект. Доколку ни дадете можност или обавезно. Почитувани гледачи, вие во продолжение ќе можете да ги погледнете рекламите.